Деветото издание на Филозофскиот филмски фестивал, кој што пак официјално ќе биде отворен од 9 до 6 и ќе трае до 16 мај оваа година во Кинотеката на Македонија, на која се надевам дека ќе ни бидете повторно гости. Ова е неофицијалното отварање на Филозофскиот филмски фестивал и по четврти пат го отвораме со оваа манифестација, која нарековме средношколска видеолектира. Првата година беше малку поскромно и ја реализиравме со 4 училишта. Втората година ја реализиравме со 8 училишта. Третата година со 18, а оваа година ни е особено драго затоа што во овој настан, практично во овој конкурс средношколска видеолектира учествуваат 24 училишта. Сите 24 не сте тука сте 10, меѓутоа останатите во текот на оваа недела ќе го изгледаат овој филм во своите училници. 10 сте тука, 8 од Скопје, 1 од Велес и 1 од Крушево и на сите ви посакувам добре лето. Практично ова е дел од конкурсот средношколска видеолектира, значи настанот кој што го одржуваме денес. И конкурсот практично се состои во, предпоставувам знаете, меѓутоа сега малку ќе ве воведам во процедурата. Гледате филм на избран од наша стручна комисија, пишувате, од кога ќе го гледате филмот, пишувате еден есеј на одредена тема. Овој пат, оваа година се решивме да го избереме филмот Чудо во Милано на познатиот италијански режисер Виторио Де Сика од 1951 година. Филм на кој што сметавме дека ќе ви предизвика големо интересирање и дека ќе ве поттикне да пишувате на тема Homo homini lupus est, колку чини една насмевка. Вашите есеи треба да ги праќате до 5 април, имате време. Под менторство ќе ги пишувате вашите есеи под менторство на вашите професори и на 4 мај ќе ги доделиме наградите, т.е. ќе ги прогласиме победниците и ќе ги доделиме наградите. Значи, постати награди. Обезбедивме, се надевам, барем ние сметаме, богати награди, имено 3 едногодишни стипендии на Универзитетот за аудио и визуелни уметности ЕСРА, понатаму парични награди, комплет книги, прво од списанието Филозофското национално списание Филозофска трибина, од издавачката куќа Азбуки, награди од Кинотека на Македонија и најдобриот, односно првото место, оној есеј кој што ќе освои прво место, ќе го објавиме во националното списание Филозофска трибина. Овој настан, конкретно овој настан, е организиран во соработка со Италијанската амбасада во Македонија, на кој што повторно искажувам благодарност. Меѓутоа, би сакала да ги споменам и останатите наши соработници, партнери, пријатели, би ги нарекла, на филозофијата, оние без кои што практично немаше да влезе ни во планова 9-та наше издание на Филозофскиот филмски фестивал. Тоа е Агенцијата за филм, Министерството за култура, град Скопје, Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, МКЦ, ЕФТА, Кинотека на Македонија и издавачката куќа Азбуки. Сценариото за денес оди вака. Следно ќе го повикам нашиот гостин, професор доктор Марко Пешетели, во двојна, кој тука е во двојна функција. Имено тој представник, тоест е аташе за култура во Италијанската амбасада во Македонија, меѓутоа истовремено е професор на катедрата за италијански јазик на Филолошкиот факултет Блаже Коневски на УКИП и при тоа е доктор по филмски студии. Така што тој ќе го повикам сега да ни се обрати од името на Италијанската амбасада во Македонија и да ни каже нешто околу филмот, неореализмот на кој што припаѓа всушност и режисерот и филмот и практично да не поздрави од името на Италијанската амбасада. Good evening.
It's a great pleasure to have the opportunity to be here with you all this evening at the MECZ. Firstly, I would like to thank Mr. Luke Chomitowski, the director of the Philosophical Film Festival, for inviting me for this cultural event, and also the authorities and people attending this special occasion. The Italian Embassy is always very happy to collaborate and support institutions in order to share and promote Italian culture. Particularly this evening, we are going to watch one of the best-known Italian films that is part of the history of the Italian cinema. As a matter of fact, cinema has been and it is a very powerful medium to diffuse our culture. Just as a hint, I would like to cite some of the Italian most famous film directors, like Federico Fellini, Sergio Leone, Pierpaolo Pasolini, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, but also Roberto Rossellini and others, among them also Vittorio De Sica, who directed Miracolo a Milano in 1951. He was one of the most important directors of the film genre called Neorealism, produced at the end of the Second World War. At that time, many intellectuals considered the idea that culture had to do something to avoid death tragedies like the war and the past threats could happen again. What is more, they wanted to build up a new and better reality. About the neorealist cinema, I would like to point out at least two of its own characteristics. First, the kind of films were shot out in the open and not in the studios. Second, the actors, at least most of them, were not professionals, were not actors, but taken from the street. Coming back to Vittorio De Sica, the director, 5 years earlier than Miracolo a Milano, he was awarded with the Oscar for Shusha. This was the first foreign film to be so recognized by the Academy of Motion Picture Arts and Science. The film follows two Shawshank boys who get into trouble with the police after trying to find the money to buy a horse. It represents in a realistic and vivid way the hard life of people after the Second World War. Vittorio De Sica, however, was not only a successful film director, a leading figure in the neorealist movement, but also a very good actor. Anyway, four of the films he directed won Academy Award. Shusha, Bicycle Thieves, while Yesterday, Today and Tomorrow and Il Giardino dei Finzi Contini won the Academy Award for Best Foreign Language Film. Indeed, the great critical success of Shusha and Bicycle Thieves helped establish the permanent Best Foreign Film Award. These two films generally are considered part of the canon of classic film. In some way, Miracolo a Milano, which we are going to watch this evening, is different from other realistic films because there is a surrealistic flair due to the collaboration with Cesare Zavattini, author of the book on which the plot is based. Interestingly, the film tells a story that is very difficult to define realistic. In fact, it is about the dreams and the expectations of Italian people who, after the tragedy of the war, hoped about a new, better world. Thank you all very much for coming and enjoy the film. Сега ќе ви посакам да уживате во филмот. Пред да го пуштиме, замолувам да ги исклучите вашите мобилни телефони. И исто така, да останете на вашите седишта од после, откако ќе заврши филмот, затоа што ќе ви се обрати, веќе 4-та година поред,
нашиот стручен соработник на средношколската видеолектира, професор доктор Ана Домишковска, кој што практично ќе ви ги посочи филозофските, не мора да ви ги посочи, меѓутоа барем ќе ве поттикне и ќе ви даде насоки како да размислувате пишувајќи ги вашите есеи. Ќе биде снимен нејзиниот разговор, така што не мора да паѓате забелешки, за да може и учениците кои што не се тука да можат да го погледнат нејзиното предавање. Уживајте. Сакала да ги поздравам страниците на Италијанската амбасада и им заблагодарам за нивната несегична помош и поддршка во организирањето на овогодишниот настан, средношколската видеолектира. А најмногу особено благодарност да ви изразам вам, учениците и професорите од средните училишта, вашето големо присуство и се помасовно учество на овој наш настан, на филмскиот фестивал воопшто и особено во средношколската видеолектира, особено ме радува. Со особена радост сакам исто така да го поздравам, да се заблагодарам на ангажманот на нашите драги колешки, Ана Дишлиевска-Митова, која што во моментот не е тука, меѓутоа која што стои за целиот овој концепт на филозофскиот филмски фестивал, и колешката Јасмина Поповска. Благодарим за етнички ентузијазам од едно скромно студентско филозофско филмско фестивалче. Ете, филозофскиот филмски фестивал стана една респектабилна институција во многу пошироки рамки. Меѓутоа, уште еднаш ќе повторам дека овој сегмент од програмата на филозофскиот филмски фестивал, средношколската видеолектира, останува еден од круцијалните сегменти, затоа што мислиме дека со неговото одржување и омасовување навистина се прави нешто значено и за филозофската култура и пошироко интелектуалната култура во Македонија. Сега, јас би сакала да мислам дека јас поделувам нашата, да кажем, фасцинација од овој филм на нашиот стручен тим. Мислам дека по вашата реакција се покажа дека ете не сме направиле погрешна проценка, затоа што очигледно овој филм е едно ретко уметничко стварување кое што е и филозофски комплексно, а очигледно има исклучително високи уметнички вредности. После неколку години доминација на американската кинематографија на нашиот филозофски фестивал, имаме веќе еден европски класик кој што дава големи можности за филозофска елаборација. На почетокот би сакала да прокоментирам
ете, ако можеме да се обидеме некако дури заеднички, ако сте вие инспирирани и ако имате уште желба за дискусија, ангажман околу овој филм вечерва, сакам да кажам, инаку секако времето за рефлексија веќе почнува, кое што треба да произлезе, од кој што треба да произлезат вашите есеи за конкурсот. Значи би сакала најнапред да прокоментирам нашиот предлог за формулација на темата на овогодишниот конкурс. Тој се состои од два дела, како што знаете, од кој што првиот гласи Homo homini lupus est. Би сакала да ве прашам дали претпоставувам дека оваа формулација ви е позната, меѓутоа ете така, ако сака некој од вас од публиката да се вклучи, да прокоментира, дали ете сте се сретнале со неа, со незиното значење и дали би сакале да на почетокот заеднички да ги споделиме вашите први асоциации. Дали некој би сакал? Имаме микрофон во салата или можеме и така спонтанно? Повелете? Да, повелете? Можете да станете. Ова е значи човек е Бог, што тоа е превод, значењето е дека секој на секој се гледа како на пријател и гледа само за себе си, да си каже другите која ќе гледат на памет. Некој ми дека во суштина се себични. Мислам дека оваа интерпретација на изреката Homo homini lupus est е сосема коректна. А дали уште едно прашање, сметате дека во овој филм ви воочисте некои од мотивите што може да се поврзат со оваа сентенција? Да, богатите слови на овој филм се однесуваше читање себично и без обзир за кои се преправа Дека се еднакви истории? и гледа да ги искористат и на крај да си оттргнат и да одат домовите Дали не забележавте онаа реченица кога господинот Моби, кој што беше представник на крупниот капитал, што сакаше да го експлоатира земјиштето како е богато наѓалиште на нафта, изјави дека тие луѓе не заслужуваат милост, нели? Тие луѓе кои што живеат во тие субстандардни коливи, да кажам, кои што одвој може да се наречат куќи, но беа нивни единствени домови, значи дека едноставно треба без никаква милост да се оттргнат, да се елиминираат, значи да се отстранат од тоа земјиште, за да можат останатите да се ги реализираат своите интереси. Значи, овој контекст, како што гледаме, е мош несовремен и убаво беше кажано дека овој филм на Виторио де Сика всушност настанува во едно многу травматично време во историјата, нели, општествено-политичка историја на Европа, непосредно после Втората светска војна, кога уништувачките ефекти на конфликтот и на сите негативни страни на човековата природа многу јасно за жал беа очигледни и во пошироки рамки. Меѓутоа, потеклото на оваа изрека, како што ја кажува и незината латинска варијанта, е всушност многу поодамнешна, таа не е современ производ, туку е нешто што уште го констатирале и го формулирале античките автори, например таа се среќава кај Плаут во таа форма, и укажувајќи на една од тие темелни црти на човековата природа, која што на некој начин, за жал, човек го прави непријател, некој кој што сака, како што рековте и вие, да го искористи, да го понижи, да го експлоатира другиот човек, не водејќи сметка за тоа дека сме, како што знаат да речат некои други автори, gens una или gens una sumus. Сепак сме ние представници на еден ист човечки род и делиме истата човечка судбина. Ова
овој мотив за тоа дека човек на човек му е вол, бил на некој начин вариран и преземан и од повеќе други мислители во текот на историјата, меѓу посовремените автори кои што го анализира и кои што на некој начин се согласува со констатацијата која што оваа изрека ја дава, е Сигмунд Фройд, например во неговото дело Неугодноста во културата, тој се согласува со таа песимистичка констатација за тоа дека агресивноста постои како еден инстинкт во човековото суштество, кое што него го мотивира блискиот човек, како што споменавме веќе повеќе пати, да го третира како објект на своите желби, интереси, да го експлоатира неговиот труд без одветна компензација и на некој начин дури да оди до негова целосна анихилација. Гледате дека тука конфликтот помеѓу овие две општествени групи отиде до крајни екстреми, така што едноставно доколку тие не сака доброволно да одат од местото на кое што живеа, врз нив ќе беше применета брутална сила. Како што вели Фройд, за жал, веројатно ни еден човек кој што проживеал еден дел од својот живот во овие општествени околности, не поминал без да се увери на некој начин во основаноста на оваа констатација. Но, како што можевте да видите, темата на овогодинешната средношколска видеолектира има и друг дел. Значи, оно што доаѓа после двете точки. А тој гласи колку чини една насмевка. Подтекстот на оваа формулација, до која што дојдовме така заедно со нашиот стручен тим после подолги размислувања и консултации, всушност сведочи за другата страна на приказната, која што исто така оставила трага во човековата култура. Затоа што освен оваа изрека homo homini lupus est, уште како што реков од антиката и некои современи автори го преземаат тој мотив, бил воочен и оној друг аспект изразен во формулацијата homo homini homo est. Значи човек на човека му е човек. Или, како што Сенека помладиот ќе каже, во една уште по засилена формулација, човек на човек му е нешто свето, рес сакрен. Фойербах во посовремените, да кажам, доба ќе рече човек на човека му е Бог, homo homini deus. Значи сите овие аспекти, сите овие, да кажам, формулации укажуваат на тоа дека освен оваа агресивна, деструктивна, злоупотребувачка страна на човековата природа, постои и еден друг аспект. Оној кој што не заборава да нагласи дека човечкото суштество не живее само за себе, туку дека е суштество на заедницата. Аристотел, како што ќе рече уште на времето, нели, зоон политикон, суштество кое што само во заедницата со другите на себе слични суштества може да ги оствари своите вистински потенцијали, да биде слободно и да ги реализира своите најдлабоки човечки потреби. Дали, например, овој аспект од приказната, да кажам, на кој што реферира вториот дел од насловот на нашата средношколска видеолектира, можевте да го видите во некои аспекти на овој филм. Дали би сакал некој да се учи? Оваа формулација homo homini homo est на почеток може да звучи малку, да кажам, тавтолошки. Така, меѓутоа во незината анализа можеме да видиме дека значењето на првата употреба на зборот homo, нели, или човек, и втората употреба на зборот човек, во известна мерка се разликуваат затоа што второто човек на човека му е човек, има една изразита вредносна димензија. Има димензија која што покажува дека човек на човека може да му биде не само објект, не само предмет кој што тој гледа да го скористи и да го сврти во своја, неговите ресурси да ги искористи во своја полза, туку еден вид етички идеал кон чијато благосостојба е искрено насочена целата наша внатрешна човечка енергија.
Оној симпатичен лик на добриот Тото, инаку добриот Тото така се вика и делото врз основа на која е направен овој филм, со неговата фантастична насмевка, всушност ја покажува, ја отелотворува токму таа поента. И не случајно се јавува зборот насмевка во формулацијата на оваа тема. И би сакала, како повод за размислување, да ви обрнам внимание на уште еден клучен аспект од оваа формулација што ја предлагаме, колку чини една насмевка. Затоа што можеме да се запрашаме дали зборот чини е еднаков, е синоним или се разликува од зборот вреди. Размислете за тоа. Во светот во кој што живееме и чии што деструктивни аспекти многу, да кажам, впечатливо ги изрази овој филм, често пати вредноста се поистоветува со нејзиниот материјален еквивалент, со цената, нели? Се смета дека нешто е ако нешто е поскапо, изразено во материјална цена, дека со самото тоа е повредно. Видовме како тие, да кажем, искушенија на луксузот, бундите, раскошот, материјалните знаци на престижот, на социјалниот престиж, од нив не беа имуни, ниту ни луѓето кои што живеа во оваа фантастична, чудесна и реорганизирана заедница после доаѓањето на Тото. Меѓутоа, на некој начин, можеме да се запрашаме дали таа премиса треба да ја прифатиме без промислување, затоа што често пати чинењето, нели, цената и вредноста се сосема различни, во таа смисла што работите што најмногу вредат, како што е например насмевката и добрината, искрената емпатија и љубов кон луѓето на Тото, немаат цена. Зошто немаат цена? Затоа што се тие безценет. Затоа што тие можат, значи, нивната вредност надминува се што може да се изрази со материјални и да добие материјален еквивалент, бидејќи тие се од некој друг ред на некој начин. Тие припаѓаат на една сосема друга вредносна димензија. И она што Тото го направи за сите нив, на некој начин покажува дека насмевката, нели, добрината, вербата, која што тој ја има, љубовта што ја доби од својата мајка и која што ете на некој начин од онаа страна, на еден метафизички начин во оваа надреална димензија му помагаше, представуваше една голема преобразувачка сила. За крај би сакала само да ве прашам што мислите за крајот на филмот. Дали некој сака да прокоментира за начинот на кој што тој заврши? Јас ова сакам да споделам една асоциација со која би го завршила ова излагање на некој начин или некој упатување кон поентите кои што може да се развиваат од филмот. Не знам дали ви е познато делото на нашиот славен драматург кој што за жал почина пред скоро време, Горан Стефановски. Тој има една фантастична драма под наслов Лет во место. Гледајќи го филмот сега овој по втор пат, некако ми дојде таа асоциација, во која што, ако некој е читал таа драма, може да види дека има двајца браќа фрескосликари, од кои што едниот е така разочаран циник, кој што изгубил верба и во човечката природа и во суровите услови на светот во кој што живееме, додека другиот наликува на добриот Тото. Значи, тој е еден лик кој што е посветен, кој што има една исконска добрина и верба во човечноста наспроти сите негативни искуства и околности, и тој исто така има еден бел гулаб. Тој мотив е исто така интересен за споредба и неговата, да кажам, финална порака, тој некого губи животот во оваа драма, вели, никогаш човекот нема да летне. Значи, секогаш ќе лета во место. Меѓутоа, ако има малку страст и среќа, и местото ќе летне со него. Мислам дека оваа сцена во која што благодарение на концентрацијата, да кажем, на сите оние сили, сите оние аспекти на човековата природа што ги афирмираше добриот Тото, тие полетаа воедно сите заедно над катедралата во Милано, кон местото каде што добар ден навистина значи добар ден и кон некое
место кое што е сигурно подобро од овој свет, представуваше една наистина маестрална метафора, која што во вашите размислувања и есеи може исто така да ве ориентира во насоката на оние филозофски учења кои што размислуваат за тоа како да се изгради со премисите на оваа човекова природа каква што е едно подобро, похумано општество за сите, кое што големите утопистички идеи низ историјата на филозофијата навистина кои што му посветувале големо внимание и кои што остануваат до ден денес како трајна инспирација и филозофска и уметничка. Тоа беете овие први рефлекси, знам дека сте веќе заморени и на некој начин под влијание на сета оваа уметничка експресија, еден вид на огромет од идеи, метафори и уметнички дострели, така што ви посакувам навистина добра и успешна плодотворна работа. Однапред им благодарам на вашите ментори, професорите, кои што, како и до сега, верувам дека успешно ќе ве насочат во изработката на вашите есеи и дека ќе имаме можност да уживаме во споделувањето на вашите мисли. Благодарам.